Добре дојдовте во уште едно видео на Скратен корнер. Моето име е Кирил, до мене е Владко. Денеска имаме спремено многу интересна тема за вас. Здраво, Владко. Здраво, Кире. Шо има? Ништо, се вратив од Германија, среќен, го гледав Вердер победи пак на гости, 2 од 2 сезона, ако сум на трибини, така да. Така да треба Одлично. почесто да одиш. треба да додам, да. Да, ако одиш Така да, ако почесто... некој од Вердер ме гледа, од управата на клубот, слободно. Да, почастете, ви носи среќа, може да ќе Сезонска однеси во Европа. Да, еден стан може обремен, не е проблем. Добро. Тајмингов го гаѓаме намерно вака, после патување со свежи впечатоци, со искуството од Штутгарт собрано, вака прво да ми раскажеш како си помина на утакмица, а друго, ја најавувам сега и официјално темата, денеска зборуваме за Бундеслигата, за која што Владко е експерт, и денеска има должноста да ми објасни што точно се случува таму, бидејќи после многу години изгледа толку многу интересна Бундеслигата. Да. Сите борби за сите можни позиции се широм отворени. Да. Ај од почеток, како на утакмица? Предобро, измрзна, беше многу ладно. Прво полувреме беше малку досадно, Вердер се бранеше, имаше неколку шанси. Требаше Штутгарт да добие некој црвен картон, меѓутоа да, требаше конкретно имаше 1-1 сам со голманот, позади го собра Дукш и требаше или пенал или црвен картон, на крај ни пенал ни црвен картон, меѓутоа во второ полувреме се виде кој е тимот, да, победија, многу полесно што очекував, мислам полесно игра оноку колку што им требаше. Мислав, искрено не верував дека ќе победат, меѓутоа уште се нам разочарано, пети пат го гледам. 3 победи, 2 нерешени, секогаш бил аутсайдер на сите надпревари што сум го гледал. 2 гола најмалку давал, така да Собираат сила кога си таму. Да. Се вика тај за дечко да изиграме доаѓа цело време. Да не се мачи толку илјади километри поминал батали. Добро, како стојат Вердер на табела, ќе почнеме од таму? Мислам дека се 7 или 8, пошто имаше надпревар. Во неделата се играше, после тоа се играше уште еден надпревар. Така. Мислам дека се 8 моментално. Не се лоши. 9 бода се позади четвртиот, мислам. 28 боди има Вердер, 37 Дортмунд. Така. Ако не се лажам. Не се лоши, тоа беше моето предвидување за почеток на сезон. На почеток на сезонот ќе бидат од 9 до 12 место. Сите експерти кажуваат дека од 13 до 15 ќе биде позицијата на Вердер, меѓутоа ја верувам во тимов, пошто гледав во втора лига, беа одлични. Шалке малку потфрла оваа сезона, лани беше шампион во втора лига. Оваа година добро изгуби многу со Газпром, со спонзорот, нели, претходно банкротираше газдата што кога во прва лига, така да добро, задоволен сум, сакам да ги видам во Европа, ама тешко реално. Така. Сега пред малку ја видов табелата од Бундеслигата. Волсбург дели исто бодови со Вердер. Тука пред вас во тие европски места се Фрајбург и кој беше пред Борусија Дортмунд? Унион Берлин и Лајпциг. Така, да, ете. А Франкфурт е пети. Франкфурт, точно. Франкфурт е пети над Фрајбург. Интересна конкуренција и многу густо изгледа таму горе за тие, особено топ четворката изгледа многу густо. Да, еден бод се разлика сите, нели, Байер Мюнхен 40, Унион Берлин 39, Лајпциг 38, Дортмунд 37 и надале по еден бод се минјаат. Изгледа густо само по бројот на бодови, ако се видат статистиките во другите параметри, како гол разлика Байер Мюнхен има плюс 36, а Борусија Дортмунд што важи за еден напаѓачки тим има 36 гола дадено, а Байер Мюнхен е на позитива од плюс 36 гола, што тоа е јасен индикатор, нели, за силата на Байер Мюнхен. И табелата, односот на квалитет со разликата на табела не е правилна. Мислам, не кажуваат толку, плюс Байер Мюнхен не играше нешто сериозно во почетоков на втора полусезона. Меѓутоа сега на последниот два надпревари ставија во брзина и да, ја отвори сезоната со 3 поред нерешени од 1-1. 1-1, да. Сите 3-1-1. Не влијаеше никако, нели, на гол разликата тоа. Меѓутоа, 2 кола во кои што малку запалија, малку тргна. Да, кој игра во куп 0-4 го победија Мајнц. И со Волсбург сите викаат тешко ќе биде. Волсбург имаше два одлични, првите два надпревари беа со 11-0 ги победи. Гол разлика. После изгуби у Бремен 2-1. И
дома од Бајерн Мюнхен катастрофа. Со играч помалце Бајерн Мюнхен им даде гол, Мусијала, прекрасен гол. Едно интересно прашање пред да се посветиме малку повеќе на Бајерн. Го гледаш ли дресот кој што е на мене? Доаѓа од Тунис. Сега ќе се прашаш како дресот Тунис стигна до Македонија, јас ќе ти кажам многу лесно, само треба да знаеш каде да побараш. Затоа уште денеска отвори ги социјалните мрежи и напиши kitman.mk. Значи kitman.mk, се надам дека ќе се појави некаде тука околу мене логото или што и да е. Kitman.mk има широка селекција на ретро и актуелни национални и клубски дресови кои што можеш да ги купиш со твои пари или со пари од твоите родители или со пари кои што си ги стекнал на нелегален начин. Без разлика. Битното е дека можеш да ја подновиш твојата колекција на дресови многу едноставно, многу лесно, само со посета на kitman.mk. Заследете ги на социјалните мрежи, ова се наши нови пријатели кои што ќе ги гледате во видеата на Скратен корнер. Нивното лого ќе биде застапено некаде по видеа и шо и да е, ама ќе почнеме да споделуваме работи од кај нив, ќе почнеме да споделуваме дресови од кај нив и уште поважно е, веќе почнавме да ги носиме нивните дресови. Уште денеска kitman.mk, нарачај си дресче и утре да те видам на термин со него. Има ли реално, има ли постои ли реална закана од некој од тимовите дека може сезонава да им ја земе титулата на Бајерн? Онака, да, знам дека сите го гледаме Бајерн како фаворит, ама дали некој има сила да издржи до крај да игра вака? Има со многу прашања, со многу what ifs, што ако, или доколку се случи ова или она. Доколку се повреди уште некој клучен играч на Бајерн Мюнхен, а да бидат спречени да купат, нели, бидејќи заврши трансфер периодот. Нели, Ноер се повреди, го зема Сомер, исто така втор може на Варгоман у Германија. Моментално прв дека Ноер е повреден. Ако испаднат Салцбург, Ред Бул, Лајпциг или Дортмунд од Лига на шампиони, што не верувам дека ќе поминат. Дортмунд можеби, пошто Челси е во криза. Тоа и да не темпираат форма, не знам. Искрено сакам, пошто ми е досадено веќе 10-11 години поред да гледам доминација, црвена доминација. Има шанси минимални, но со многу што ако, доколку се случи ова или она. Ама мислам се сложуваме сите дека ако веќе постои шанса, тоа ќе биде или Лајпциг или Да, Унион Берлин не го гледам као тоа сакам да го одлично почна, пак се држи уште во топ, нели, вторе. Уште приклучен за титула, во борба за титула, на подолга стаза не го гледам, меѓутоа го отпишувавме уште после месец-два на есен, така да уште не изненадува. Франкфурт исто може, зависи. Меѓутоа нема самиот Айнтрахт името ти кажа дека не е сериозен за титула. Огнен, ако гледаш прости се, тоа е, како да ти кажам. Да. Ти си го избра клубот. Океј, Лајпциг и Дортмунд ги издвоивме, на кратко сакам онака да разработиме неколку сценарија околу нив. Лајпциг изгледа доста сигурно, доста доминантно во однос на другите клубови во лигата, нели се што не се вика Бајерн, и има прилично солидна ротација со која што би можело да се закани па во било која лига од топ 5. Да. Меѓутоа, веќе го продаде на Кунку и во летото се најавува за минување на уште неколку од првотимците. Сега дали име ова кај Борусија Дортмунд е случајот мање више ист со тоа што знаеме дека тие секоја година продаваат по многу играчи. Дали оваа година кога Бајерн менува, кога Бајерн прави тестира некои нови работи, кога Ноер не е во тимот, можно ли е сега да се пикнат овие два тима и оваа шанса да ја искористат како последна, да кажеме? Сакам да е така, сакам Дортмунд да биде, не кем Лајпциг, пошто него сакам пошто со финансиска инекција дојден до ова ниво. Да. Исто као некои други клубови од Премиер лига, нели, некои плави од Лондон, од Манчестер, од кај да се. Сакам да е тоа Дортмунд, клуб со традиција, клуб со одлични навивачи. Мера ќе биде. Можно е да оваа сезона и зошто не навивам за тоа. Минатиот пат кога навивав беше 2019, во февруари беше 10 бода за Дортмунд разлика, на крај изгуби титула, така да Бајерн Мюнхен
Така, се врати Халер за Дортмунд, може да ќе придонесе со некој гол, мислам реално како за толку офанзивен клуб нема постигнато многу голови сезона. Обично ги навикнувавме со многу повеќе офанзивен потенцијал да ги гледаме. Да, ама давале повеќе голови, ама немале толку бодови сега се. Да, сега се па бодовно добро стојат. Добро, можда прагматичноста преовладува оваа сезона, што има смисла со оглед на тоа што се случи со Халер, другите играчи, продажбите се. Го спомна Лајпциг, мислам дека има одлична трансфер стратегија. Нема да биде прв пат да изгуби еден или двајца одлични играчи, меѓутоа се гледа дека имаат одличен скаутинг и лесно ги заменуваат. Изгубија Сабицер, изгубија Вернер, па си го вратија после нели што неколку клучни играчи, Упамекано. Да. Секоја година губат по неколку. Лајмер, така, веќе е договорен и тој за во Баерн. Многу играчи губат, ама баш сум возбуден да видам со што ќе ги заменат. Ми се чини дека покрај на Кунку и Дани Олмо можда би можел летово да го напушти клубот, ама сигурен сум дека ќе најдат уште поинтересен некој лик да го заменат. Добро, ги спомнавме Баерн на кратко. Со нив сакам да заокружиме некако оваа тема, значи вака. Ноер се повреди, тоа им отвори можност да купат нов голман, купија нов голман, окей. Ја искористија шансата да го донесат Жоао Кансело, исто и тој е таму, најдобриот бек во светот, веќе игра кај нив. Ја искористија шансата да го купат Делихт на практично на попуст. И ова веќе почна да изгледа на некој нов Баерн, што Салихамиџич откако дојде на позицијата си го прави некако по негов стил. Знаеш, секој што му се допаѓа го зема од клубот, си го носи во Баерн. Кој е врвот на овој Баерн? Може ли до некоја европска доминација? Мислам, не случајно го облеков овој дрес, ова е последниот клуб кој што успеа да совлада бундеслигашки клуб во финале на Лига на шампиони. Каде е врвот на овој Баерн? Ќе продолжи ли вака бомбастично да купува или Па не верувам дека ќе продолжи да купува, меѓутоа може да доминира во Европа во наредните сезони. Манчестер Сити го снаоѓаат скандали и криза, нешто читам Халанд може да спукан со Пеп, може да си оди. Тој е најсериозен, тој Парис сезона ако направи нешто добро, наредна не верувам, исто проблеми со Мбапе, со Меси, не знам што ќе биде. Очекувам Баерн Мюнхен да доминира наредните 5 години во Лига на шампиони. Не мора значи дека ќе земе 5 титули, меѓутоа ќе биде секоја сезона ќе биде меѓу главните 2-3 конкуренти за титула. Ми се свига Баерн Мюнхен што лесно ги пребродува овие смени генерации. Едно време беа во криза 2007-2008 таму кога не ни стигнаа да бидат во Лига на шампиони, ако ти текнаа. Зенит финалето Лига Европа кога го изгубија. Не беше финале, мислам Финале беше. Само не знам дали беше последно издание на Куп на УЕФА или второ, трето издание Лига 2009, 2008 беше. Да. Аршавини погребњак. Да. Не знам дали беше финале, тогаш беа во криза, после сменија го доведа Робен, донеса уште некои играчи. Така. И од тогаш навака глатко ја заврши на Робери ерата, па има други играчи што земаат титули во Лига на шампиони со две генерации, ова е сосема трета генерација. Мислам дека оваа ќе биде крунисана со Лига на шампиони, доколку до тогаш не стане Суперлига, нели пак како и да се вика. Само накратко рече за Баерн го спомнавме, треба да ги спомнеме и долниот дел на табела од Бундеслига. Оваа сезона ми се свига баш заради тоа што не се знае кој ќе испаѓа, како ќе испаѓа. На почеток на сезона мој фаворит за испаѓање беа Бохум и Аугсбург. И меѓутоа Аугсбург почна многу лошо, најлошо мислам со Шалке. Во првите 5 кола имаше 4 порази, од кои од главните конкуренти дома изгуби од Херта, од Бохум изгуби исто, од Фрајбург тогаш што прво коло. Мислев дека ќе бидат заковани на табела, после дојде победа на Вердер на гости, после таа отепа Баерн Мюнхен дома. Се издигна веќе на средина на табела, исто и Бохум тргна лошо, меѓутоа во задниве 6 натпревари има 4 победи, од кои една врз Франкфурт и 3 врз директни конкуренти за обстанок, Херта и некои сериозни. Да, и тие се издигнаа на крај Штутгарт и Херта пак. Јас ќе ја спомнам Херта тука, еден од најзбунувачките клубови општо последниве 10 години. Секоја година очекувањата се тотално спротивни од тоа што го играат на терен. Знаеш, во година кога очекуваш да не се мачат и да се солидни и се, вака се во зона за испаѓање,
а во година кога мислиш дека ќе бидат слаби и ништо нема да направат, да ти се борат за Европа. Има многу инвестиции, а некако не се исплаќаат. Што е проблемот во Херта? Не знам, во хиерархијата на клубот сигурно е во управата на клубот има нешто, баш газдата на клубот се излезе со читам на портали за Бундеслига дека уште пред ова коло, пред изгубата сега од Франкфурт 3:0, излезе со изјава кога мора клубот да се воведе во ред, не знам, не работи како што треба, не е професионално, тоа Клинсман уште кога беше го текнал пред неколку сезони. Да, и као многу ги ругаше со излегување во медиуми дека клубот работи како на ниво на трето лигаш, на четврто лигаш, што еден клуб од главниот град на Германија не да се дозволи со таков стадион, нели, што Полека Унион Берлин станува поголемиот клуб од Берлин, тоа е многу чудно, е толку. Мене ми се допаѓа и Херта ми се допаѓа, морам да признам лани ми израдува, го победија Хамбург на гости, дома изгубен 0:1 за директно за опстанок, нели? На реваншот те победија 0:2, Хамбург е најлошиот клуб во Германија. Потврдувам, да, само тогаш ми израдува. Така, Херта, мислам дека Херта ова година ќе испадне и Штутгарт како ми изгледа. Мерцедес многу пари фрла, реновираат стадиони, езда нешто и за европското нели наредна година, меѓутоа фрлаат пари газдите, нема резултати, нема ништо, незадоволни се сите. Јас имам некако слаба точка ми е Штутгарт, едно Марио Гомес, потоа Чурлинов. Беше на трибини сега, ама беше едно далеко, сакав да дадам до него, ама не можев да. Леле, најубавиот човек во Германија. Иде порано. Па што ќе гледа до крај, бе, брат? Марвин Дукш да го тепа. Ај, молим те. Ама каков гол да Дукш. Ме нервираше публиката на Штутгарт, многу провоцира, пцуја цело време и онака кога влезе 0:2, чао ги спретив. Малце малски, ама. Мерак ме беше што да правам. Не, ако, така треба. Добро. Се надевам дека до крај на сезонава ќе успееш да стигнеш на уште многу такмици на Вердер, само нека ја држат формата која што ја имаат кога си ти на стадиони, се ќе биде окей, се надевам и на нешто Лига Европа, конференциска лига, што и да е. Тука некаде го завршуваме видеово, гледајте Бундеслига и гледајте скратен корнер за да ви објасниме што треба да гледате во Бундеслига. Многу јасно и едноставно, да. Добро. Златко, се гледаме во некое друго видео. Се гледаме. Поздрав. Поздрав.